Добро вечер. Среќата е состојба на умот која раѓа ведри мисли и позитивни импулси во духот на човекот. Почитувани гледачи, ве поканувам да останете на АТВ телевизија и да ја проследите вечерашнава тема што е потребно за среќа. Останете во првиот дел на емисијата, каде своето излагање за вечерашната тема ќе го има нашиот гостин, редовен се разбира, почитуваниот доктор Зоран Крстевски. Добро вечер, Зуки. И вечерва подготвивме една интересна тема. Среќа. Среќата е еден клучен момент во животот на секој човек. Секој сака и тежне кон среќен и убав живот. Па кажите ни што е потребно за среќа и дали е лесно тоа да се постигне? Па воопшто не е лесно и всушност и за тоа ќе зборуваме што е тоа што ги оддалечува луѓето од среќата, зашто тие така чувствуваат дека во глобала не се исполнети. Иако и прашањето дали постои тотална несреќа не е валидно, бидејќи сепак секој човек има мигови на среќа. Но дека секој од нас секога ќе биде среќен е голема илузија. И во тој контекст ние ќе ја третираме емисијава да видиме кои се тие нешта што не прават несреќни и воедно да преиспитаме кон што треба да се насочиме и што тоа представува среќа за нас. Иако тоа е индивидуална категорија, секој на свој начин се ја чувствува среќата, секој има различна ориентација, секој различно растел, различно е генетски структуриран, има поразлични желби, потреби, концепти кон животот, така што и не мора да значи дека ние тоа што ќе му го препорачваме, тој мора да го прифати. Затоа што секој на свој начин треба да види што е тоа што треба да го направи среќен. Мислите дека треба некаква предиспозиција за среќа? Па до некаде и тоа е, затоа што хормонот на среќата, серотонинот, кај некого недостига или е преактивен со голема потреба за среќа и тоа кога го нема, човекот паѓа и доживува разочарување или пак едноставно како да не му лачи и автоматски ој со ништо не е задоволен. Така што делумно и физиолошки сме структурирани од многу нешта, бидејќи еве и из призма на страстите, не секој има исто ниво на тестостерон или на естроген. Тоа подразбира дека и тоа на некој начин му влие. Кај машките потребен е тој тестостерон, тој хормон кој им дава мускули, силина, јачина, еротска подлога или потенцијал и така натака. И по тоа делумни луѓето се разликуваат. Каква им е силата. Но воедно, главното прашање е каков ни е духот. Затоа што нештата не се решаваат само со силата, иако во праисториската епоха клучни биле мускулите, брзината, издржливоста, па и темпераментот, па и таа физиолошка определеност. Сега веќе доаѓаме во периоди кога ни е потребен духот, знаењето, снаодливоста на поников начин, каде што ние во овие екзистенцијални околности треба да покажеме способност како да обстанеме. Што гледате во таа праисториска епоха, обстојувале на основа на нивната брзина, снаодливост, способност. Сега и да видиме како ние да се снајдеме во овој свет, каде што ќе се задржиме себе си, нашето достоинство, ќе ја подигнеме свесноста, ќе ги преиспитаме потенцијалите кои ги имаме и како да се наметнеме во оваа борба за опстанок. Бидејќи, гледате, и сега е борба за опстанок. Не дека тоа не било пред можеби 2 милиони години или порано, од секојаш човекот се борел и морал да најде начин како да еволуира. Од таа би рекол теорија на еволуција, да се опстане, да се најде начин како да се продолжи родот или самиот човек како доди кон еден повисок стадиум. Сега ние дојдевме во ситуација каде што нашиот духовен стадиум стагнира. Затоа што емоционално, како што гледате, луѓето паѓаат. Прашање колку емоциите ги прават среќни или љубовта колку ги прави, бидејќи или слабо се интересираат за љубовта, или реално не можат да најдат вистинска личност, за да бидат со него среќни, или пак од другата страна премногу се изгореле, што се вели, се дале, се препотрошили, сватиле дека не е клучот во давањето на емоциите. И сега се нестрикни на емоционален план и многу го толерираат тоа. Сметаат подобро да сум на безбедно ниво, не мора да бидам во некоја врвна љубов. Битно да не страдам. И гледате се тоа што Шопенхауер го има кажано, и делумно е точно, па и Достоевски за слично има размислувано. Значи, од едната страна е избегнување на болки, страдање и несреќи. Од другата страна, на тасот, се наоѓа потребата за среќа, задоволство,
за еден вид на голем вид на напредок. Сега гледате, среќа, задоволство, кои потенцијално со текот на времето може би создадат големи несреќи или може би болести или може би страдања. И од другата страна ја има сигурната опција. Нема да имаш кој знае каква среќа, задоволства, но воедно че нема да биде со несреќите. Затоа што гледате се превртливо, тоа и историјата го покажа. Многу луѓе што направиле огромен материјален капитал, подоцна се судриле со непријатности. Многу луѓе што доживееле врвна љубов, взаемна, сродна љубов, полека кога почнала да бледее таа љубов, тие почнале многу повеќе да страдаат отколку овие кои што држале некое средно ниво. Ниту пресилна љубов, ниту дека нема љубов. Туку статус кво. Тераме како што тераме. И затоа премногу, она што се вели кај евреите, најголемата клетва е да имаш па да немаш. Значи премногу љубов, премногу богатство, па го изгубиш богатството, тоа им се случува на коцкари и на големи бизнисмени. Премногу моќ, па да изгубиш моќта, преголема слава, па да изгубиш славата. Тоа го снајде и Елвис Пресли делумно, он си беше славен, ама почна да страда внатрешно себе си, дали ќе се задржи со таа слава. Значи сето тоа создава притисок. Што подразбира? Главниот причинител за губитокот на среќата кај поединецот е притисокот. Притисокот произлегува од надвор, притисокот произлегува од внатре. Од надвор другите не форсираат. Еве, ние знаеме овде и наши млади интерпретатори на забавна музика и не само тие, значи форсирани, менаџери, јавноста, медиумите, очекување да се биде хуманист, очекување секаде да се стигне. Во таа борба да се стигне и да се постигне, таквиот човек, поединец, трпел притисок. Кога трпиш притисок, си поневнимателен, не ги гледаш опасностите и некако почнеш да импровизираш. И еден ден може да те запати судбината. Значи, сакам да ви асоцирам, поентата на животот е да се контролираме себе си, нашите страсти или нашите нагони, колку што можеме, да го контролираме егото, колку што можеме, сето тоа треба свесност, бидејќи луѓе кои не се духовно воздигнати, тие ќе бидат под гнев, а гневот е првиот причинител за несреќата. Затоа што јас ја одлевам енергијата. Замислете да си гневен. Ти тогаш ниту рационално размислуваш, ниту се чувствуваш убаво, ниту си среќен. Има причинител кој тебе те направил гневен. Ако владее со духот, со самиот себе си, ќе ги преиспиташ околностите или ќе видиш со кого си имаш работа, знаејќи дали треба толку многу да бидам гневен. Иако секој човек во некоја ситуација доживува гнев, а доживува и заради неправда, а некојаш доживува и заради концепт на размислување. Еве, ние сега нели кога доаѓавме вамо на емисијата, баш тоа коментиравме со нашиот пријател, во смисла он како е смирен во сообраќајот, како не се возбудува, како е присебен, а гледа дека некои прават прекршоци или гледа дека се неодговорни, но тој воедно гледа да биде концентриран, значи да не биде гневен. Зашто? Затоа што или владее сообраќајната етика, или може би он е таков по природа, како карактерен. А исто така знаеме личности кои се нервозни и гневни во секоја ситуација, дури во сообраќајот. И одма почнуваат да викаат, да се караат, и ред недолични зборови да изразуваат, преземајќи ја негативната вибрација кон себе. Значи, некој тамо направил прекршок или не води сметка за другите, овој го поприма тоа негативното и тоа почна да го владее. Влегува во него и се нервира. Со тоа станува гневен. И што направил? Потоа во текот на денот барем ќе му треба 20, 10, 15, може и 30 минути да се подсмири. Зашто е преземен од негативната енергија. Која е задачата за да бидеме среќни? Да внимаваме надворешните фактори колку ни се наметнуваат и не изместуваат. Второ, да не дојдеме во ситуација да бидеме пред силен притисок. А тоа го има на работните места, многумина се под притисок, знаете. Доминира мобингот. И ти сега не знаеш што да очекуваш. Тука ти е да исполниш нормата, тука е задачите, тука профитот на газдата, тука ти се овие шефовите кои сакаат се повеќе да напредуваат. И ред други, па и колеги, кои што нас не притискаат. И ние ако влеземе во таа машинерија, во тие механизми на надворешни притисоци, ќе си создадеме стресови. Ако си создаваме стресови, или сме гневни, или сме незадоволни, или сме фрустрирани, или сме несреќни. И кога одиме со таа фрустрација, ние шириме фрустрацијата. И ја пренесуваме или кон нашите најблиски, или можеби во околината, и автоматски сме изместени. И затоа гледате вашето прашање, како до среќата и кои се тие предуслови да ја постигнеме среќата,
мене ме потикна да ви асоцирам дека првиот предуслов е што послабо надворешно влијание кое може да не деструктуира или да не дисхармонизира. Сега тоа не можеме да го избегнеме. Тука се нашите најблиски, кои има деца, кои има партнер, кои има родители, кои има пријатели, кои има роднини. И сега може тие некаде ќе се изместат, не сакајќи нас да не изместат, бидејќи ние сме емоционални суштества, воедно ја попримаме нивната енергија. Но онамо кај што ние не сме должни да се изместуваме, треба навреме да ги контролираме нештото. За да тоа го правиме, ни треба читање на книги. Ни треба работа на себе. Треба преиспитување делумно да видиме во каков свет живееме. Не може тоа секој да го види, но колку повеќе анализира, толку подобро ќе најде решение. Бидејќи, ајде да земеме и околината. Дали влие? Па дефинитивно влие. Не е исто да се родите некаде во посовремено општество, кај што тековите си следат, си течат и да се родите онаму кај што не знаете што ќе ве снајде. Бидејќи, луѓето надворешно се изместуваат и заради неправдите. Значи, разни неправди вас ве изместуваат. Но пак ќе ви кажам, сето тоа не значи дека јас матрешно нема да ја барам и да доживеам среќата. Морам да ја барам во малите обични нешта кои во мене ќе поттикнат радост, хармонизираност. Сега кои се тие? Тие се општо правило, но и поединечно правило. Општо правило, јас сега ќе го кажам, веројатно природата, зеленилото, птиците, реката, треба секому да го поттикнат да убаво се чувствува. Што подразбира? Што повеќе е надвор. Или пак и дома, ама кога сме во ситуација, кога е убаво времето, да престојуваме во природа. Ние ги имаме тие благодети и секаде низ нашата држава исто така има природа, зеленило, каде што човекот може малку да се дистанцира од асфалтната џунгла, од притисокот или што се вели од бучавата. Зашто разната бучава нас како вибрација ни влегува во умот. И гледате една смиреност, ти ја попримаш надворешната вибрација. Надворешната вибрација може да биде туѓиот глас. Не секој глас нас не одговара. Некој вика, се дере или не е задоволен, и се шали, и се нешто му пречи. И ти му ја попримаш вибрацијата. И чувствуваш малку веќе разлабавеност. Чувствуваш изместеност. Со него престојуваш во една престорија, тесна просторија. И тој само збори, и само галами, или само се жали, или може тивко тоа го прави, и тебе ти ја пренесува вибрацијата. И ти повторно се истоштуваш и доживуваш еден вид на напнатост. Значи, гледате колку нашиот однос со другите луѓе може да влие врз нашето биополе, нашата свест, врз нашата вибрација. Решение. Ако можеш, направи селекција. Ако можеш, научи ги механизмите како да се однесуваш да се постави со таквиот поединец. Се тоа методи ги има во оваа книга, заштита од злото и негативните вибрации. Таму детално сум ги анализирал односите, контактите со енергетските вампири, кои што цицаат енергија и како што вели една пријателка, сега баш денеска ми напиша. Вика, сега бев излезена, убаво се чувствував и замисли, налетав на една така наречена пријателка и почна така да се жали, да ми збори, да ме напаѓа или не да напаѓа незе, туку да кажува некои ситуации во животот. И од тоа што ова поседела со неа, почнала да се напнува и да губи енергијата и да стане како да и паднал шеќерот. А тоа точно е. Една од манифестациите на губење на нашата енергија е кога почнува да ни паѓа шеќерот и ние да се чувствуваме деконцентрирано, расеано, како да немаме сила. И сега нека еве нашиве почитувани гледачи, нека размислат некаде кај што биле, дали на гости, дали некој ако дошол кај нив, но најчесто кога се оди на гости или било каде кај што се сретнале со некои луѓе. И се енергијата не е добра. Нема една добра комуникација или нештата се како на сила. Тоа да подразбира, еве да речеме, нас не викне пријателот, а неговата сопруга не е баш на мило што сега мора да троши време со нас. Тука е, тој не викнал, па и таја да присуствува. Но таа со своето незадоволство и фрустрација ја шишка, што се вели, енергијата. Напната, тешка, незадоволна, фрустрирачка. Дали затоа што сопругот незин нешто не ја задоволил, па таа е незадоволна, па вели што има да му ги правам кефовите, а морам. Ако веќе морам, ќе му ги правам онака како што ја сакам, со незадоволителна енергија или со една дисхармонична енергија. Но таа дисхармонична енергија, која не мора да е насочена кон гостите, но со самото тоа што таа зрачи негативно, гостите го чувствуваат. И гостите во една таква атмосфера почнуваат да се вознемируваат, а не знаат зашто. Им паѓа енергијата, стануваат омалаксани, почнаа да зеваат и пред се им паѓа шеќерот. И не можат велат дај
побрзо ќе си отидеме. Зашто? Затоа што не се чувствуваат убаво. Што е тоа асоциација? Асоциација на негативна вибрација, а не на љубов. Онаму кај што има љубов, еве вие испитете и нашите гледачи, тие гости сакаат да седат до сабајле ако треба. Нив им е убаво. Ќе се заседнат и тие само си земаат енергија. Дури забораваат дека овие домашни треба да легнат да заспијат. И тие ќе си седат 12, 1 час од 2 можеби после полноќ, но нив им е убаво. Зашто? Затоа што се пречекани со љубов. Сега тука што е прашањето? Некои луѓе и претеруваат ако премногу им дадеш и се навикнуваат и сакаат да земаат. Не сваќајќи дека треба и да возвратат. Бидејќи се има своја граница. Најпозитивната енергија еден ден ќе секне ако нема дотур со некој извор на вибрација, на ведрина, на радост. Значи, најпозитивната. Тука се разочаруваат неретко и родителите. И тоа го слушам во последно време. Вели, децава пораснаа, веќе си го фатија патот, абе една преградка, еден бакнеш, едно внимание, еден разговор, немаат време за мене. Тоа го кажувал и татко еден, мој пријател, ама и ја го слушам и од други личности, кои што велат, едноставно сега видиш, на крај си остане сам на себе. Сопругата си тера, таа е врзана со децата, веќе се изгубија блискостите. И вели, во која е смислата? И човекот мора да оди да работи, мора да излага надвор, мора да се занимава со спорт, мора многу активности да презема, бидејќи чувствува дека е делумно запоставен. Зашто? Зашто во суштина сите ние сме сами на свој начин. И тоа ние мора да го разбереме. Најопасната ситуација, ви гледате, врзаноста. Да се врземе сега за ова. И се он се врзал за фикцијата дека децата мора да бидат постојано покрај него. Ние сме се врзале за некоја работа дека мора така и така да извршуваме. Некој се врзал со парите, некој се врзал со автомобилот, некој се врзал за техниката, некој се врзал за страста, некој за моќта, некој за X фактори. Значи, таа врзаност него го парализира. Него му создава една фиксација, дека е тоа и нема ништо друго. Но гледате како животот создава нови ситуации и луѓето се менуваат, предметите се трошат на некој начин или се расипуваат, или некој ги крши, или некој му ги краде, или нешто се губи. Кога ќе дојдеме во ситуацијата да го изгубиме тоа што многу сме го сакали и верувале, ние почнуваме да стануваме несреќни. Причинителот за нашата несреќа е преголемото врзување. Решението за нашата несреќа е да учиме да се одврзуваме. Дали треба и за себе да се врземе? Треба да се врземе за оно што е позитивно во нас. Но воедно да сватиме дека и во нас има негативни работи, има негативни перцепции, има грешки, има ситуации кои што ни создале некои проблеми, за кои сме ние виновни. Значи, не да се врзуваме за своите слабости, туку да ги прифатиме своите слабости, но да работиме, да ги надминеме и понатаму да не грешиме. Но дали ќе бидеме 100% непогрешливи? Нема да бидеме. Што значи? Одврзувањето е клучниот аспект за се што е надвор од мене. Одврзување. За тоа ви треба голема мудрост. Зашто гледате родителот го врзал детето, бидејќи го нема партнерот. Или партнерот не го задоволува, па го врзал детето. И он сега као го сака детето, ќе направи се за детето, а го угуши детето. Детето не ја изгради слободата, идентитетот, туку стана зависно. Тоа дете утре наоѓа партнерка, истото го прави бидејќи ја учи матрицата од домот, од семејството, од родителот. Па тоа потоа внучето, кој ќе порасне, истото го прави. И кој ќе видиме, ние сме во нација на врзаност. И како што гледате, странски емисари, така наречени лидери, така наречени водачи, не знам какви фикции, не знам какви поединци, не знам какви групации, не знам какви светски сили. Ние се врзуваме, наместо да работиме самите на својата вредност. Прво се врзуваме за квази вредности. И сега тоа е јасно кажано, Исус Христос да дојдеше и големиве лидери, ова мноштво ќе го изберат лидериве. Ама лидерите на која страна се? Тоа е дискутабилно. Спасителот Исус Христос е на светлата страна. Како што му се случи таму на плоштадот, таа масата да го избере разбойникот Варава, истата судбина ќе не снајдеше и нас. Видите, се работи за ниско ниво на свесност, се работи за непрепознавање на вредност и лепење на шунт варијанти, се вели тоа. И затоа нека не чуди што најмногу гледаме политички емисии, најмногу сме по турски серии, по една, ајде да не ја подседнувам таа музика, секој си ја сака и некој си ја практикува. Сакаме некои други вредности, а не културолошки вредности. Публиката ни е мала за се што асоцира на еден повисок степен на личен развој. Што подразбира? И да имаме некои така наречени предавања со некој шунт варијанта, со нешто што само на површината дофаќа мудрост и некоја подлабока мудрост, оваму кај што е подлабоката мудрост има многу послаба публика. А ваму кај што е површното и каде што
инстант ти решава со некое така наречено чудо, дека преку ноќ ти се ќе бидеш и среќен и реализиран и успешен, таму сите ќе трчаат. Знаете ли зашто? Зашто луѓето се лепат на чудото или на лажните зборови, најмногу затоа што не сакаат да работат на себе, односно да преземат одговорност. Во тој случај, они гледате одговорноста ја пренесуваат некои на родителите, некои на лидерот, некои на партиските моќници, некои на странските, не знам кои, емисари, некој ќе пренесе на претпоставениот, некој на партнерот, некој на чудото или на мокникот, или на не знам каквиот магионичар, кој што знае одеднаш да им го среди животот. И затоа луѓето секој се додворувале и упикувале, барајќи го спасот преку ноќ. Не преземајќи го концептот во своите раце. Сега тоа би еволуција, драга колешка. Со тоа ниво на свесност, нормално да е така и нормално во суштина кај нас да владае несреќата. Колку мудроста и духовноста се битни за среќата? Па дефинитивно многу битни се и гледате тоа што ние сега го разговаравме. Значи, мудрост и духовност. Ако си духовен, пред се бара смиреност на духот. Духовноста не подразбира исклучиво религиозност. И Ајнштајн, и Тесла, и Њутон, и Кеплер верувале на космичка поставеност на нештото, верувале у космички бог. Но и религиозноста не е толку лоша. Може да му даде на човекот смиреност. Ако ја практикува на еден умерен, ја би рекол култивиран начин, не на радикален начин. Кај што се отпишувам и само моето го воздигнувам. Што подразбира? Духовноста треба да се воспоставува, бидејќи таа му дава на човекот хармонизираност, смиреност. Го учи дека во животот не е се врзано со телото, не е со ниските страсти, не е со егото, не е со желбата брзо веднаш преку ноќ, туку со концепцијата на трпеливост, смиреност, на една внатрешна уравнотеженост, на еден повисок стадиум на среќа. И затоа продуховениот поединец и, да не речем, материалистички определениот поединец имаат различни мерила на среќа. И сега вие ќе речете дека кога е потребна среќата? Па дефинитивно кај продуховениот поединец. Зашто тој живее со себе си. Него предметите не го прават среќен, а овој го прават. И гледате тоа едно момче, татко му купувал Ферари и овој нонстоп го палел Ферарито, бидејќи излегувало ново Ферари и сега вели, дај овој ќе го запалам Ферари, овој ќе ми купи нов, па ќе возам ново Ферари. И така еден ден го снимиле тамо некаде камерите и тоа така се откри. Зашто? Зашто бил роб на материјалното. Ништо не го задоволува, а да го праша што носи духовно у себе, тој не го не интересира. Тој си живее материјалистички. Но еден ден, со материјалистичката концепција, ако не го исклучуваат проблеми од страдање, од тешкоти, може да си ја повика несреќата. Дали во сообраќајот, дали во односите со луѓето, дали во некое зло дело и така натака, пред се во распадот на душата. Затоа што знаете, најголемата суштина на животот, нашата душа да ни биде смирена или да ни биде исполнета, да биде среќна. Сега тоа тешко се воспоставува, бидејќи таквите поединци имаат емоции. И тие неретко страдаат и заради другите, така се структурирани. А овие што се оперирани со душата или се со понапната душа, би рекол, посебична, некоја, тие лесно газат и тие така што се вели маршираат, но нивното чувство на задоволство сепак не е толку големо. Зашто тие се двојно позависни од овие духовниве. На духовниот поентата му е како да ја воспостави смиреноста, уравнотеженоста, да се балансира. А на тој алчниот материјалистичкиот како да создаде што поголем и поголем капитал. И сега гледате тоа дискутабилно. Што не го прави среќен? Дали еве 2 стана ако ги наполни со пари ќе го направи среќен? Дали ако во тие давањето маркици придобие едно 230 стана ќе го направи среќен? Дали во менувањето на партија во партија, па потоа демек секаде на власта го прави среќен? Па го прави среќен во несреќна држава. Во една средена држава ќе видиме колку ќе биде среќен кој ќе го стават за решетките. Јасни се работите, ама тоа е ловот во матното. Сега ние, значи, оваа филозофија што ја развиваме, таа за жал многу малкумина ќе ја сватат. Тоа е несреќата, драга колешка, ама нашето е да ја форсираме низ призмата продуховеност, мудрост, за да дојдеш до смиреност. Зашто гледате, тотално немирно време во заболено општество, кое длабоко вибрира на негативистички начин и ги изместува луѓето кои што сакаат на било кое ниво на духовна смиреност да постигнат среќата. Значи, овие другиве ќе ја постигнат миговно. Затоа, ете, гледате, огромен капитал, огромни придобивки, посебно неговите маркети, а може да има едно 100, 200, 300 маркети, и пак на луѓето таму што работат да им даде 200-250 евра личен доход, дури тогаш
кога прават огромни приходи, а кога се празниците и така натака. Значи, многу ретко ќе се свести, сваќајќи дека од тој голем колач на придобивка, на заработка, добре малку повеќе да одвои, да го подигне стандардот за неговите вработени, кои што придонесуваат за него на тоа ниво, да го подигне и стандардот во општеството, па и некој друг да се свести да рече, тие трговски работници, тие што работат во маркетите или некој во некој друг домен од индустријата, заслужуваат малку повеќе. Што тоа подразбира, гледате окото на алчноста колку е сериозно. А тој може има 70, 72, 3, 5 години или тие малку помладите од него, ама тие ќе се определат. Некаде на не знам кому келнер или на анимир дами да им фрлат 2-3 евра. Некаде во ресторани, некаде да отидат хеликоптери, некаде писти, некаде бродови, јахти и ред други работи кои што всушност колку ќе ги вкусат. А нема да го направи она што е хуманитет и она што е можеби професионална должност, да го поттикнеш работникот да биде по-продуктивен, по-задоволен, по-ефикасен, за да утре и тебе ти се врати. Но тоа е оперираност. И затоа гледате, материјалистички определениот човек поинаку размислува од продуховениот човек. Продуховениот човек гледа и за другиот. Материјалистички гледа само да земе. И тој материјалистички утре ќе ти влезе во политика. И тој треба да ти ја гради концепцијата на општеството. Како ќе ти ја гради? Но тој ќе ја гради преку математиката, бројките, преку провизијата, преку местење на послушници, преку некои кои што ќе одработуваат, преку се што ќе биде придобивка за него, а не за општеството. И после ние страдаме. Па ќе страдаме бидејќи прво сме станале зависни од таквите. Јас не, ама многу ми не станале. Поентата која е? Пробудување на свеста, а ова важи за младите кои почнаа да се губат тотално. Така го гледате што се случува по училиштата. Образовниот систем каков ни е, сериозни проблематики тука има што да зборуваме, а тоа не е тема. Само тоа сакам да кажам. За да бидеме ние малку посрекни, треба што подалеку од ова. Општествениот фактор подалечно да биде присутен, толку да не зафаќа. Не е возможно тотално да го тргнеме, веќе ќе ти решава идентитет, ќе ти решава име, ќе ти решава тамо не знам што ти не, ќе дава кому како ќе стигне. Најмалку давајќи му на тој својот. Или на оној што е доблесен, оној поединец кој што придонесува. Значи него нема му даде. И овој што е доблесниот може да страда, но јас ќе речам, не треба да страдаш. Зашто треба да знаеш што ти очекуваш, каде ти, од кого очекуваш. Тоа е ниво на свеста, таква е пределбата, златно теле и она што Мојсија го донел, постулати, вредности кои ти треба да ги следиш. Таков ти е светот, на крајот на краиштата, вие направете еден скен, овој свет како да владее нечестивата енергија. Вие гледате трговија со бело робје, еве сега кај беше во Германија ли ги пофаќа. Во 21. век. Малолетничка проституција. Гледате со ова војниве што се создаваат во името на нафтата, на профитот. Гледате самото тоа со дрогата, тоа се си оди, си тече, несметано. Гледате фармацевските индустрии или некои од нив што пласираат, како пласираат и што се трговијата создава. Видете со храната, видете со ГМО и така натака. Значи, тоа само дел ви ги асоцирам. Што подразбира? Профитот, капиталот го завзема човештвото и општеството. Профитот и капиталот ставен во преден план најмалку хуманата структура на постоењето. Хуманата структура на постоењето секој сам за себе мора да бара. И тоа што се вели во ескатологијата, второто Христово доаѓање, кое се асоцира дека тука веќе и наближува, ќе бидат спасени тие што ќе заслужуваат. И Светата книга го асоцира ова што се случува. Дека ќе владее нечестива енергија, дека ќе владеат помори, глад, духовна беда, ќе владее мизерија на духот и ред аспекти кои што го завземаат човекот. И дека оние кои што нели ќе бидат волци ќе се облечат во јагнешките кожи. И тие ќе проповедаат или ќе укажуваат, а најмалку ќе практикуваат она што треба да го укажуваат. Значи сакам да ве асоцирам кога веќе дојде во една таква ситуација да колективистичкото се губи, а го изгубивме, ние сега се вртиме да видиме што ќе правиме со индивидуалното. Индивидуално пробудените поединци полека да можат да завземат некои позиции или некои ситуации или некои енергии или некои поинакви вибрации, да може малку да придонесат, не широко, но оние кои што сакаат да слушнат. И тоа е сега новата концепција на ерата на Водолија, за која ќе ви правам некоја емисија, да видиме што како ќе се смени во овој свет. Но еве само накратко, бидејќи ме прашавте кои се тие концепции. Една ви беше природата. Ама ние природата ја немаме, гледате се сече. Кај да е сече, исечат и од водно еден голем дел,
еден сакаше господин таму цела шума да сече, сега овие па новите, кој знае што ќе исечат, таму градејќи некои нови тети. Потоа нема да имаме тревни површини, дрва се помалку, ќе дојде кај да е зимата, повторно ќе се гушиме во смогот или ќе не можеме да дишеме. Кој тоа го направи? Делумно и поединецот ние, а пред се системот, а најмногу оние кои што се задолжени да водат сметка за општото добро. Но дојдовме до заклучок, не се води сметка за општо добро. Води сметка за индивидуално добро преку кое нема да наштетиш на општо добро. Значи, водам за себе си сметка, сакам чист воздух. Барајќи го чистиот воздух, создавајќи ги предусловите, ќе будам свеста и други такви да бидат, па трети такви да бидат, па да се категоризира една добра групација да влие на овие кои што уништуваат општо добро. Тоа ви е прво мерило. Како да бидеме среќни. Второ мерило, освен природата, ви е прегратката. Дали ние се гушкаме, дали ние водиме сметка за блискиот, дали ние знаеме да споделиме емоција, дали ние знаеме да споделиме вибрација. Ајде анализирайте. Па луѓето престанаа да се гушкаат. Тоа беше правило порано да се изгушкаат, тоа и меѓу блиски, партнер, партнерка. Денеска луѓето не се гушкаат. А токму гушкањето, прегратката создава чудо, дава енергија, дава блискост, дава чувство дека не си сам. Ние пак да не идеме во контрадикторност. Рековме, човекот во суштина е сам. И кога е со другите, тој е сам. Гледате еден родител, па видите децата му одат натаму наваму, што е природен процес, ама барем малку они да покажат респект према родителот, а веќе и тоа не се покажува. И родителот се чувства запоставен. И на крај сваќа дека е сам. Партнер, партнерка, тие се фигуративно во најголема мерка. Еден до друг. Во суштина се оддалечени еден од друг, отуѓени. Видите дали има преградка, дали има страст, дали има милување, дали има разговор, дали има споделување на проблеми, дали има решавање. Го има некаде. Но колку го има? Затоа оваа книга никој некако пославо ја читат. Овие две книги сакаат многу да ги читат. И Заштита од злото и Моќта на умот. За љубовта се знае или не ги интересира. Јас се држам предавања и во Скопје се ја држав, во сабота и прекрасно беше, убава енергија направивме, но пак оваа книга за една се продаде повеќе од Заштита од злото. А Заштита од злото е скоро пред крај тиражот од 2000 книги. И утре кој ќе ја бараат Заштита од злото да ја читаат, нема да има. Бидејќи ќе се распродаде, а нема да ги печатам повторно. Тоа да го знаат. Но сакам да кажам, зашто Заштита од злото се уште се чита, а љубовта која е новата книга, помалку ја сакаа да ја земат. Па затоа што луѓето се уште се окупирани со зло, со негативна вибрација, со напади, со незадоволство, со фрустрација, со губиток на афирмација. Вели каква љубов, кај ја наоѓаш ти љубовта? Кој да ти вложи у љубовта која никаде ја нема? А ја што реков? Гушкање, позитивна вибрација. Ако можеш бакнеш на тој саканиот партнерот и партнерката, сподели она што е од твоја страна добро. Па потоа може тоа ќе потекне кај другиот. Луѓето сватија дека не вредело со љубов, не вредело со добра енергија, не вредело да се биде коректен према нештата, туку да се затвориме и да се сочуваме. И автоматски да се сочуваме од што? Од негативни вибрации и зло. И реално до некаде е така. Зашто навистина злото и негативната вибрација сериозно се надвисува. Само еден малку опуштен скен да направиме и ќе речеме, леле, каква состојба ние живееме. Ќе речеме што ќе биде со работата, каква е екзистенцијата, што ќе биде со општеството, каде одат блиските, што е со нашата врска, однос, какви ни се пријателствата, како се чувствам во организмот, што може да следи и така натака. Сето тоа што асоцира, драга колешка? Несигурност. Кога сме во несигурност, сме во страв. Кога сме во страв, сме стегнати и така вибрираме, така зрачиме. А кога сме повеќе во страв, тога се штитиме или се дистанцираме, или избегнуваме. Ставаме зид. Но тогаш веќе ниту вибрираме, ниту постоиме. Веќе само се штитиме. И автоматски сакаме да читаме книги за таквите нешта. Но јас пак ќе речем, љубовта благородува и таа е една од главните асоциации за да човекот се почувствува среќен. Кога има љубов, го споделува со саканата личност, тој е воедно среќен. Прашањето е, каде да го најдеме или да ја најдеме? Ајде, анализирайте колку е лесно да го најдете тој што ќе ве направи среќен, но јас ќе речам, не барај никој да те прави среќен, најди начин самиот да се устреќиш. А устреќувањето е некогаш и со од наша страна излевањето на љубовта. Не велам ја излевањето на страста. Страста само си доаѓа. Живеј во љубовта колку што можеш. Значи, не напакостувај, но заштити се. Луѓето што прават?
само се штитат, без да вибрираат и без да споделат. Се штитат веќе, енергијата се штити. Вели, немам ја енергија некој да ме исцрпи. Се штитам. Немам ја веќе време да излагам да шетам. Не излагам, се штитам. Немам ја веќе време некој да ми доаѓа на гости па да ми седи да не знам колку, се штитам. И што тоа подразбери? Оттуѓување. Дали беше така во оној претходен систем? Кога луѓето се дружија, излагаа на празниците, ве сега 1 мај ќе дојде, и сите се дружија, роднини, ја знам, тоа огромна собиранка беше. Огромна. Фудбал играње, скари, карти, дружење. Значи, јас сум бил сведок како дете. Веќе тоа го нема. Луѓето се оттуѓија. Зашто го имало тогаш? Имале сигурен личен доход, имале повеќе слободно време, имале поголема безбедност, имале сигурност на екзистенцијален план. Пак знаеле на први ќе добијат платата, таа плата е таква каква што е. Во државата горе-доле сите се рамноправни, една те иста класа, со едни малку попривилегирани, ама не било страшно. И биле среќни. И горе-доле биле посреќни. Бидејќи помалку гледале, а кога помалку гледаш, помалку бараш. Па банани ако јаделе по некоја поубава чоколада, супер. Толку разбирале. Возеле тие автомобили што им биле на располагање, толку гледале. Нешто подгледувале по телевизија, ама и немало куз нешто да им се приложи да гледаат, еден телевизиски програм и толку разбирале. Сега дојде љубопитност, дојде интернетот, дојде брзото темпо, дојде капитализмот, дојде индивидуализмот, дојде борбата за превоз, дојде борбата сите ниски страсти да се појават на површина. И некои ловачи во матно го направија стандардот и системот така како што направија. И сега еден го гледам и гостува на една таму која врти едните исти муабети во некоја политичка емисија и го викнала тој мене да ми продава политика и демагогија. Па тој не ти е за таму, тој се знаеше кај требаше да заврши. Ама тој правен систем да беше тако како што беше. И кој ќе видите тотално извртени вредности од поединци кои имале шанса да придонесат со нов поглед на свет, со нова организација, со нови методи, со нова поставеност на нештата и пред се со подобра одговорност и верност на должност. И тој што требало тоа да биде, тој раскрчмил таму, дал територии, ваму во таа така наречена војна не се покажал, страдале млади војници, ваму не знам што друго правил зулуми, што се е доказ јасно, секој тоа може да го види од авион, ама некој не ќе да го види. А знаете зашто? Зашто ово е систем на нееднаквост, не оној претходниот. Тој тежнел кон системот на еднаквост, а имало едни попривилегирани функционери или едни така наречени буџи. Значи, тие си живееле поубав живот. Не е тоа спорно. Но горе-доле стварно имало колку толку еднаквост. Сега сме ниво тотална нееднаквост. Видите, истите права не ги имаме сите. Како отидеме кај докторите медицинските лица, прашање колку ќе ги имаме. Ако отидеме у правниот систем, прашање колку ќе ги имаме. Ако не сме партиски, скоро ич ги немаме. Ако во образовните институции не сме некаде кон него, не ни вреди на знаењето, мудроста, капацитетот, дипломите и се. Која е еднаквост? Сега еднаквоста не се третирани с призма на твоите лични способности, знаење, должности, светлосен дух, придонес за општо добро. Тоа не ти го третира. Тој ниту награди ќе ти даде, ниту ти стави во системот што се вели. А и не треба да влегуваш во системот. Ниту па ќе добиеш за некоја книга можност да ја отпечати со државни пари. И таа книга да се продаа 100 денари и да ја прочитаат сите луѓе кои што немаат толку финансиски средства. И да биде достапна, да биде едуцирачка. Ќе рече, не, таа не е од национален интерес. Ама чекај, темата е мудрост и етика. Како може мудрост и етиката да не биде национален? Како може кога е докторски труд? Како кога може рецензентите најдобро се изразиле? Како кога има фусноти, има анализи на најголемите моралистички вредности, свети книги и сеопшто? Не. Зашто? Па таа книжката, гледам и не ја имате вие, не ја носите со себе. Па не ме интересира мене твојата книжка. Дали е црвена, дали е плава, тоа мене не ме интересира. Ама он вели, без книжката тешко ќе просперираш. Ова харикирам, не дека е така. Дека ми ја барале, ама асоцира дека е така. И затоа ќе те одбијат. Значи, гледате тамо некоја книжка која порано се подразбирала како мојкна, е ништо, нула во однос на оваа книжка која станува се, станува Бог. Без неја нема шанси работа, нема шанси негде да просперираш, нема шанси да те стават. Туку ќе го стават оне кој е нивниот, па дури дали 24-5 години, дали ништо не доработел, прашање како завршил факултет, ама ќе го стават директор. Ќе остават раководител, ќе остават функционер, ќе остават водач. Дали тоа асоцира на среќно општество? Асоцира ако има знаење, способност, ама како ќе го има? На основа на што би ги имал знаењата, кога нема искуство, кога е дискутабилно колкав му е капацитетот? На основа на што? И затоа ние киксиравме
Државата која водеа кај нас еден период? Недозреани, млади, кои беа повеќе авантуристи отколку што беа мислители и способни. Резултатите се видливи. Значи, драга колешке, кога веќе ме навлековте за ова за среќава, но теравте на некоја друга патека, ама ја морам да си кажам како филозоф. Дека нештата зависат и од надвор. Затоа ние сега може во овој дел вториот ќе зборуваме за нештата што зависат од внатре. Тие од надвор и општеството. Рековме делумно семејството, делумно улицата, делумно се она што не обкружува и непосредната околина. Тоа е надворешен фактор, но гледате колку сериозно се надвесал врз луѓето кои станаа нестрекни. Некои ги стера од работните места, некои придобија во тие транзиции, приватизации и така натака, а некои извисија. Тие што извисија и станаа нестрекни ги повлекоа неретко и своите деца. И тие нивни деца немајќи го спас од каде кој што, многу од нив се одлучија да одат во странство. Со тоа што отидоа тие деца и тие млади и тие што прво одат, ние губиме една здрава клетка, ја губиме суштината. Ама дали тоа секој го интересира? А не го интересира, секој си го гледа комодитетот. Ви асоцирав на тој тасот, превладува интересот. Ниту ја добивам со овие муабети нешто, ништо не добивам, само може да изгубам. Ама тоа е должност. Филозофот е тој кој што мора да пробуди совеста или кој мора да зборува за овие тематики. И кога вие ме прашувате за среќата, се јас да ви зборувам за некоја величествено чувствена доживеана среќа, на некои моменти кои што се прекрасни, кои што треба да ги бараме, кои што ги гледаме, кои не водат кон вистинскиот пат, тоа е една утопија. Затоа анализата на среќата низ гледна точка на надворешно мора да се третира и анализира реалистички, онака како што е. А заклучокот е, нашата држава, на сите мерила, нашите граѓани се оценети како едни од најнестрекните. И во Европа, а за Балканот да не зборам, а Балканот е дно на дното. Значи, нестрекни се. Тоа ги потикнува да користат антидепресиви. На основа на тоа, по глава на жител, ние сме исто шампиони во користење на антидепресиви. Сето тоа си има своја причина и последица. Има од каде започна и заради што се создаде. Решението кое е? Тоа е мојата должност, јас сега како автор на книги и предавач и едукатор, работам како да ги подигнам нашиве сограѓани, како да им приложам духовна храна, она што е во нивна моќ да го направат за да бидат посреќни. Значи, јасна е едната страна на депресија, на црнило, на песимизам, на безизлез, на бесмисла. Но нека е така, мора да бараме светлата страна. Светлата страна е како да се подигнеме, кои се методите, сега нас не е кратко времето да ви ги раскажам сите методи, затоа се тука книгите. И книгите не се скапи. Книгите секој треба да си ги набави, да си ги има дома, бидејќи се ова книги што се читаат постојано. Не ова роман една чита и го фрлива. Оваа книга Заштита од злото, Мокта на умот, па и оваа за љубов, семејство, брак, односи, тие се константно се читаат. На основа на читање ќе добијате една информација плюс. На основа на емисија, која треба да гледате на YouTube каналот на Амазон телевизија, ќе добијате информација плюс. На основа на некој пријател, на некоја ситуација која позитивно влие, на некоја нивна цел, на барање некоја смисла, пак ќе добијате еден плюс вибрација. Значи ги гледате информација, вибрација. Позитивни информации, она што го складирам во себе ми создава различна вибрација. Вибрацијата е онаква како што си ти. Ако си депресивен, тажен, изместен, несреќен, таква ќе ти биде вибрацијата. Ако работиш да бараш среќата во себе, да се подигаш без оглед на надворешното, да видиш кои ти се домените и кои ти се изборните можности, така и ти утре имаш поголема шанса. Значи, овде само накратко ви кажам. Природа, преградка. Читање книги, едукација, будење на свест, што помалку притисоци, еден вид на принципи, како да заштитиме енергијата, работа на емоции, но не претерување со емоции, не возбудување за се и се што, сваќање со кого си имаме работа и полека, чекор по чекор, наоѓање смисла во текот на денот. Нека бидат и 5-10 минути, нешто што ќе те одмори. Потоа бараш нешто што е пошироко, подалечно. И затоа со ова ќе завршам два концепти. Првиот концепт. Правам стратегија, правам визија малку подалеку. Што очекувам да бидам и да направам и да создавам, да речем, за 2-3-5 години. Ја гледам подалеку мојата стратегија, мојата визија. Значи, размислувам далеку, но действувам локално, действувам секојдневно. И решавам работите што се во мојот домен. Значи, ја имам стратегијата што сакам да направам, но воедно работам на моментот, на мигот. Ние го забравивме мигот, а мигот е покрај нас. Колку мигови
На среќа може да доживееме ако, например, сончева енергија излеземе, прошетаме. Ако отидеме културна манифестација, ако најдеме време да прочитаме книга, ако имаме некој добар разговор, ако имаме преградка бакнеш, ако имаме внимание. Па едно животно па ќе ти даде некогаш љубов и прошете го и сподели љубовта. А камоли се. Што значи? Колку ја да ви зборев за неубавите работи, ја секогаш сум за позитивното, светлосното. И дека има шанса, дека има избор. Само пропаѓа човекот кој што не се бори и кој сватил дека нема какви веќе опции за да ги промени нештото. Продолжуваме со следното прашање, Зуки. Дали воопшто постои можност да се воспостави идеална среќа и колку местото на живење влие на нашата личност? Па виде, драга колешке, прво, јас едно друго ќе кажам тука. Околината влие, и тоа го зборувавме, дефинитивно. Тоа фактички делумно ви го одговорив, тоа прашање. Главните аспекти се ние да си дадеме време и простор и да бидеме сочувствителни кон себе. Ние не си даваме време и простор. Ние се жалиме. Многу од нас живеат со минатото. Тоа ми кажа, тоа ми се случи, така ме разјаде, овде не успешен, овде ме зафати и така натака. А и успехот и неуспехот е мерило на самиот себе. Еве еден хирург, например, ова е вистина, работел скоро цел животен век, не направил ни една грешка, добро ги извршувал хируршките интервенции и зрачел и значил како пример на ефикасност и успешност. Но пред пензија му се случило на еден хируршки зафат да направи грешка, преку која дошла последица за пациентот. Значи, замислете, пред да оди во пензија. И човекот толку се вознемирил, толку се изместил и вели цел мој работен век е неуспешен. И он почнал веќе да паѓа у депресија и сватил дека така не оди. Која е асоциацијата? Значи, гледате, секој греши. Некој му грешката му доаѓа порано, некој му доаѓа подоцна. На основа на таа грешка која не ја предимензионирал, он си ставил во главата дека не е успешен, анулирајќи ги сите своји трудови, сите успеси кои претходно ги постигнал. Ние истото го правиме. Ние може во љубовта, имаме успеси, ама имаме еден некој неуспех и ние паѓаме у криза. Го воздигнуваме неуспехот. Го имаме во тоа во работата, го имаме меѓучовечките односи, го имаме самите кон себе си. Некојаш не фаќа меланхолија, депресија, некојаш не фаќа слабост. Некојаш имаме некоја болка, некојаш денот не ни е добар. Ако тој ден не ни е добар, ќе дојдат некои денови кои се добри. Па и претходно имало многу добри денови. Така и хирургот. Значи, на основа на сето што го направил во животот, он само една грешка и дозволил толку многу да го разје да го измести. Но подоцна со разговор со психијатри, со стручни лица, и него му се објасниле проблемите и он сватил дека таа грешка морала еден ден да се случи. Не требало да се случи, но се случила. Од кога се случила, он морал да ја прифати. Но да ја прифати со тоа што, ете, неговиот живот да добие една поинаква смисла, а тоа е да го живее секој миг што му е даден. Зашто можеби некои мигови нема да ги имаме еден ден, а денеска ги имаме. Тие мигови што денеска ги имаме, ние треба вистински да ги практикуваме, да ги уживаме. Дали среќата е всушност миг? Па и миг. Среќа, да речеме, држиш говор, убаво тие, имаш тоа задоволство пред таа публика. И таа публика ти ја правиш енергијата. Таа енергија што јас сега ја правам со публиката, може утре нема да биде иста енергија. Ја уживам во таа енергија која ми го буди мигот на среќата. Или сега јас што ви зборувам. Се утре да ме викнете пак да ви зборувам за ова, ја нема исто да ви зборувам. Ја и онака не знаев што да ви зборувам, ама ја ви се предавам на енергијата и таа ми мотивира, ми асоцира што да ви зборувам. Значи, гледате, нема концепт како да бидам среќен. Нема концепт што да зборуваме. Има миг кој се пренесува. И сега ако јас сум во миг на депресија, на меланхолија, на тешка енергија, на напнато, тоа ќе ви го пренесам. Ама ја кога речам, чекај сега, дај да видам што од себе ќе извадам, ја го вадам тоа што моментот ми доаѓа. Така треба и нашите гледачи. Да не се преоптоваруваат, да не се силуваат, да не се притискаат. Тоа е што нивно ќе им дојде. У меѓувреме да акумулираат. Мора да акумулираат што повеќе смиреност, мора да вложуваат во што повеќе мигови, мора да бидат отворени со енергијата и со љубовта. Кога зборувам за љубовта, зборувам љубовта како концепт на живење. Зашто гледат, омразата е страшно присутна. Таа насекаде има. Но омразата на што не создаде? Отрови. Отровите колку го зафаќаат? Поединецот. Кога го зафаќаат поединецот, тој почнува да страда. Или да се полни со негативна енергија. Полнејќи со негативна енергија, тој станува несреќен. Решение. Сакаш да биде среќен? Сакам.
Бегај повеќе од отровите или не ги примај или дистанцирај се од негативната енергија. Како ќе биде среќен, си полн со отров? Затоа и тоа и се кажува. Тоа сум го гледал. Значи, се дава љубов, се дава внимание, се покажува нежност, се асоцира на промена на односот, се укажува дека се треба да оди многу подобро и личноста вели, тоа не е точно, тоа е глума. Или тоа не може да биде вистина. Зашто тоа така се кажува? Несигурност во себе. Неприфаќање и неменување на состојниот код. Зашто ако е нешто позитивно, е позитивно, ти на најпозитивното му бараш маната. Нели на тој подарен коњ не треба да му гледат забите. Значи, ако е добра намера, е добра намера. Ние и на добрата намера не веруваме. Ние на добриот убав ден не му веруваме. Мислиме ќе се расипе. Ние на шансата која ни се отвора пред денот или во текот на денот ни не веруваме. Мислиме ноќта ќе биде лоша или пред да заспиеме ќе бидеме напнати. Зашто? Зашто не веруваме, затоа што сме се набоиле или не обоиле со таа деструктивна енергија. А факт е дека не обоиле. Факт. Да не се лажеме, ништо не е случајно. Затоа луѓето се несреќни. Затоа тешко вложуваат, затоа не имаме слаба публика, не ние двајца, него сите оние кои што за културолошка вредност имаат мала публика. Зашто е друго да се различе, не се вложува во тие инстанции. Дали со промената на навиките и карактерот, судбината може да ни донесе повеќе среќа, Зоки? Па секако, тоа е клучно, но знаете, драга колешка, тука што е главно. Значи, ние сакаме да направиме промена. Еве, се сакаме да промениме, но ние менуваме од надвор, а најмалку се ориентираме да промениме од внатре. Ако сакаш да бидеш промена, треба прво таа промена да видиш во себе. Значи, сакам да бидам промена. Основата сме ние самите. Промената ја правам во себе. Нели? Сакам да видам промена во општеството, но промената ја правам во себе. Ние сме сите членови на општеството. Ако ние не се промениме, како ќе ни биде општеството? Второ, ако ние немаме механизми на контрола, на критика, на асоциација, на вредност, како ние ќе го потикнеме тој таму функционерот да промени нешто? Те гледате, кај што ти не трошеле пари, тие буџетски средства ги разлевале. Кај ќе стигне? Едни, други, се тоа исто. Ако не се иницира, не се следи должност, а должноста е јасна, новинарот каква должност има? Филозофот што има должност? Докторот каква му е должноста? Овие во економијата, овие инженерите, овие ваму што се за сообраќајните техничари и така натака. Должност, верност, определба. Па кај Јапонец е развиена. Ама Јапонец има висока свесност. Јапонец некој ги поставил на челата. Па се знае железницата, се знае министерот, се знае буџетските пари. Германецот делумно слично. Па општеството тече напред, па се суперсонични, па се 1-2000 години пред нас. Па се. Што ви изненадува тоа? Дали е тоа тренинг на умот? Па тренинг на умот. Што имаат они? Зен будизам. Смиреност, концентрација, впуштување и фаворизирање на повисока вредност. Една од повисоките вредности е општото добро. А не само себичните тесни интереси. Ние од тоа никако да се откачиме. Ние сме биле врзани за ланците, факт е. Со години врзани за ланци. Па ги пуштија ланците и тие што протрчаа, отидоа се да изедат, да разграбат, да испоседуваат. И тоа општо добро малку што беше, се разгради. Додека еден Јапонец, еден кинес на времето со конфуцијанската идеја, он пропагирал традиција. Традицијата подразбирала образование, ритуал, почит кон повозрастни, кој се велело ги оставале таму во планините, да ги јадат животните за тие старците. Но, сушност, конфуцијанската етика пред се фаворизирала едукација, мудрост, сознание, правда и што повеќе знаење. Тибетанците на тоа беа потпрени исто така. И Далај Лама, он поминал низ многу техники, низ многу школи, меѓу кои најклучните му биле медицината, астрологијата и боречките вештини. Му требала на Далај Ламата способност, да препознае медицината, тревките, билкарството, да знае како што кога да интервенира. Му била потребна астрологијата како еден космолошки приод, како функционира светот, како ја буди свеста, кај се биополињата, како да има сооднос со макрокосмосот и микрокосмосот. Научна фантазија за некои така наречени научници од овде кај нас. Ама еден Ајнштајн се интересирал своевремено. Исак Њутон покажал интерес за астрологија. Кеплер работел у царските дворови како астролог, така проживувал. Ама тоа е висока духовност, тоа е висока свесност. Што овој ограничениот во тие бројкиве или некој домена професија кој не излегол од тоа да му го кажуваш ова како висока мудрост и сознание, тој нема да разбере.
Толку му е стеснет умот. Затоа ви велам, имате свесност како пинг-понг топче, имате свесност како, да речеме, фудбалерската таа топка или како планетата Земја. Свеста нема граница, таа е широка и преширока. Но кај некој е толку стеснета, и кога е стеснета ги гледа само своите себични тесни интереси. И утре станува капиталист стопанственик. И со стеснетата свесност не придонесува за работа. Му фрла по нешто, така, парчиња трошки. Овој станува функционер. Со стеснетата гледа секаде да придобие од провизии, ќе исече дрва, ќе изманипулира, ќе наметне послушници неспособни, но тоа му е свеста. Ќе го видите кај научник и професор, толку му е свеста, не излегол подалеку од областа што проучува. Поима нема човекот. А историјата секојаш ги негувала пошироките, посовремените умови. Сега да не ви ги раскажувам, те биле огромни. Но еве како идеја ви асоцирам зен будизмот, јапонците и нивната фокусираност на општо добро, на традиција, на вредност, на должност, на одговорност е за секоја почит. И германците беа такви. Фаворизирање на должност, нешто што произлегува од филозофијата на Имануел Кант, кој што на времето тоа го асоцирал. Германците го презале тоа како идеја. Должноста пред се. Па Ленинград, па ваму Петровград, па не знам кои се градови, обколени, снегови, борба со Црвената армија, ама должност, морал да обстане. Хитлер тој дал наградба и тие таму морале да се борат. Пред се должност. Но, кај французите се појави идејата на просветителството. Значи, знаењето, мудроста, со Волтер, со Жан-Жак Русо, со Кондорсе, со Дидро, со ред филозофи кои асоцираа на знаење. Замислете колку биле пред нас. Ние цупкаме со аспектот на знаење. Значи, никаде не нема. И затоа французите имаат концепцијата на рационализмот. Рациото пред се. Они се бореле против суеверие, против сите мистични нешта. Они оделе на тоа да се прокламираат, да се воспостави еден вид на концепција преку кој умот ќе биде се. Тоа бие картезијанска идеја која произлегува од Рене Декарт. Потоа британците. Британците се базира на утилитаризмот, на корисност. Корисност пред се. Добро за поединецот, добро за пошироката околина. Среќен исполнет поединец придонесува за поголема среќа во општеството. Или тоа што е добро за мене мора да биде добро за поширока заедница. Или прави го тоа од кое ќе има корисност и пошироката заедница. Сечењето дрва има ли корисност пошироката заедница? Не ставање филтри на индустријски оджаци има ли добро? Еден капиталист и недрење што фрлаат ниски лични доходи на работници кои утре не знаат што да очекуваат, како да обстанат, има ли добро за заедницата? Па нема добро, има само за поединци, за привилегирани. Судски систем таков како што вие, кај што ништо не знае што е како, добро е за некои си поединци или добро е за заедницата. И на кого да се потпреш? И гледате едни британци кои асоцирале, знаењето е моќ, вложиле во тоа знаење, во индустријска револуција, во напредок, едно мало островче го завладеа цел свет, стана една империалистичка сила. На основа на што, драга колешки? На умот. И вие, она што ме прашавте, мудроста и духовноста. Па тоа е клучот. Ама кој како ќе си го практикува? Значи, гледате, германци должност, британци утилитаризам, овие французови рационализмот, а американците прагматизмот. Прагматизам, прагма. Тоа што проаѓа, тоа го фаворизираме. Од кај произлегува? Почетокот на 20-тиот век од Вилијам Џејмс, психолог, филозоф. И дури автори на популарна психологија. У тоа време таа не беше развиена, ама он даваше и такви асоциации. Значи, со еден продорен ум наметна некои вредности кои што укажува дека американската животна филозофија или, да не речам, општествена ориентација треба да е прагма, прагматизам. Нешто што ќе донесе резултати. Гледате, они пласираат бизнис, менеджмент, каде и да се, тамо се кај што е профитот, кај што е интересот и така натака. И таа држава се зајакна, отиде напред. Они проценија, иако тој Рузвелт беше против да влезат во Втората светска војна, на крај прагматистички проценија дека треба да влезат, од кога заврши војната, они се наметна како суперсветска сила. Бидејќи со помалку жртви ја покренаа цела војна индустрија и така почнаа да одат напред. Прагматистички. Значи, зборот ми е дека мора и ние да изградиме една концепција. Ние имаме таа концепција, таа е на стоицизмот. Затоа нека си прочитаат у книги. Сега не ја носам таа книга. Етичка мудрост, таа е на балканските народи. Сите балкански народи си имаат своја мудрост.
Нашиве гледачи кои сака да прочита, ќе најде во таа книга етичка мудрост. Сите балкански, тие не се дека се дрво без корен. Се имаат своји својства, но прашањето кој ги воспоставува. И затоа ви гледате кај нас, селекцијата е дискутабилна. Не се базира на основа на мудрост, етичност, доблесност и доследност, се базира на некој што ми е подесено, на како се вели, некој кој што ми е во мојата бранша соодветен. Ако е мојата бранша незнаење, ја го бирам тој со незнаење. Ако е мојата бранша мудрост, ја бирам некој што има мудрост, капацитет. И кој ќе видите, во сите пориви е така. Асистенти нема да се изберат најдобрите студенти, ретко ќе се изберат. Ќе се изберат тие послушници, или нивните, или блиските, или родбинските, или партиските. И после на основа на тоа какво знаење ќе се шири? А додека кај германци кај сите било таа строга селекција, елитизам, на интелектуално, на знаење, на доблест, на ширење на вредности. И сега затоа само на кратко и ова да ви го кажам, ама излезе друга некоја наредна емисија, бидејќи сме пред крај. Не ви ги асоцирав категориите на несреќата. Зашто сега вие што кажавте? Навиките го создаваат карактерот. Карактерот ја буди среќата во судбината. Значи, навиките. Ние се зборуваме за навики. И затоа ви дадов навики кај јапонци, кај германци, ви дадов една концепција на прогрес кај французи, британци, што малку на кратко ви го кажував. Тоа има многу што да се шири, па да ги анализираме кинезите и така натака. Значи, сето тоа го има во моите книги. Го има во таа книга која што не е ни објавена, веројатно еден ден ќе ја објавам, со сите тие светски етички мудрости. Асоцирајќи дека мудроста е тука насекаде околу нас. Ние само треба да ја придеме. За да ја придеме, треба да се освестиме или да се пробудиме. Односно, да ги промениме навиките. Навиката, прво, не треба да ни биде завидливост, негативна енергија, ниско ниво на свесност, туку навиката треба да ни биде да се потхранам себе си со капацитет на знаење, со смиреност на духот, со повеќе љубов во срцето и поголема духовна отвореност. Таа навика мене полека ќе ми го гради карактерот. Тогаш мојот карактер ќе биде со поинаква вибрација, поинаку ќе прозрачува, на основа на мојата вибрација ќе се налепам на луѓе со соодветна фреквенција. Луѓе кои ќе ми бидат сродни и блиски. Ќе направам селекција. Тие мене ќе ме надополнуваат или ќе ми се појавуваат секогаш кога ја треба нешто да осознам или нешто што треба да ме потикне. Веќе сум со поинаква вибрација. Афирмативното привлекува афирмативно. Духовно освестеното привлекува духовно освестено. Менување на навика, на концепција. Преку карактерот и мојата нова вибрација, нова фреквенција, ја имам шанса за поинаква судбина. Веќе се во космосот и фактички вибрира на основа на таа енергија, на тој електромагнетизам, на таа вибрација, на таа фреквенција. Бидејќи тоа би го асоцирал и Тесла и Ајнштен. Се е енергија, се е вибрација, се е фреквенција. Твое како ќе се подесиш. Ако се подеси со негативна енергија, со омраза, со завидливост, со чувство на неуспех, со мал, обичен, слаб, безвреден, така ќе ти биде и надворешната вибрација и така ќе придобиеш од космичката интелигенција. Работи на ова сега вие накратко, ова е цела методологија, ова треба во некои наредни емисии да ви го дораскажам. Еве сега бидејќи вие ќе ми дадете шанса да кажам нешто друго во поглед на моите активности. Па да го кажам. Значи, еве сега во текст сум за да одржувам предавања, нели фатив една иницијатива, одржа во Куманово, кај што прекрасно поминавме, одржа во Скопје, во центарот Art of Living, кај што прекрасни луѓе, прекрасна енергија, со голем придонес, кај што работат на концепција, преку јога, преку медитативност, преку духовност, луѓето да се подигаат. Значи, цел клуч е подигање на свесноста. Продолжувам со можности за предавање, дали во Пробиште треба да се отвори можност, во Велес, исто така ќе видиме и за другите градови, за Делчево, за Битола, за Струмица и некои други, со концепција што повеќе да ги мотивираме, будиме луѓето. Затоа и на сајмот на книгата што ќе биде, ќе ги има и овие мои книги со попуст. Вторник сега што доаѓа ќе бидам на ноќната програма на Македонското радио од 22:35, традиционално 21 година сум таму и треба петок на 27 април ќе бидам на 24 часа, ќе гостувам во 10 часот наутро.
Ви благодарам, Суки, за прекрасната вечерашна тема. Се надевам дека нашите почитувани гледачи со внимание ја следеа оваа емисија на Позитивни вибрации. Следува вториот дел на емисијата, каде што вие, почитувани гледачи, ќе можете да добиете одговор на вашите прашања, кои што ги испративте на телефонските броеви 141546. После рекламите, ние продолжуваме со вториот дел на емисијата.